драго што денес имам прилика да разговарам со мои драги пријатели, кои што се генерации родени 50-те години. Баш во тој временски период ние обработуваме периодот 60 до 80 година, вашиот период на младоста и на средношколските денови. Пред да почнеме со разговорот, би сакал да се представите. Повелете име и презиме и која година сте родени. Иван Чоргуински, познат како повеќе како Ване. Роден 53 година во Кочани и од 5-6 години жители на Делчев. Татко ми бил таму на служба, после пак тука префрлен. Друго? Благодарам. Драги Стојковски, роден исто 53 година во Делчево и цел живот во Делчево. Цел живот во Делчево. Со тоа што средна школа, за разлика од другите, ја у Скопје учам. Електросредна школа од 68 до 72 година. И после факултет и после работа. Благодарам. Ќе ве замолам име и презиме и која година сте родени. Јас сум Драги Боински, Добре. роден на 1.1.1952 година во Облешево. Во Облешево. Да. Ќе појасним ако има потреба, ако ми бил учител таму. Па се префрлувате во Берово, таму во Берово, Берово во Голчево. Ала многу. Сега, значи, како сте го преживеали временскиот период на детството? Значи, кога сте тргнали на школа? Во која школа сте били? И кои учители сте учени? Спомените од почетокот на школството се многу добри, многу убави, прекрасни. Затоа што стварно сите деца што бевме ученици, и што одевме од Старо Делчево и Ново Делчево, имаше едно стварно другарство, нешто што денеска мислам дека е незамислимо. Кои учители ви учеаше од прво до четврто деление? Ние сме прва генерација на покојната наша учителка Душанка Среброва, пред тоа Златкова. И во основното училиште тоа само тоа си беше. Ванчо Прке беше, сега е Свети Климент Охридски. Колку оделенија бевте во прво деление? 3 оделенија со по некаде 26-7 дечиња. Многудетни беа оделенијата. Освен вашата наставничка, кои беа уште други наставнички? Уште други две, Сених Мирјана и Вера Дулска. Това се трите учителки што ги водеа првите оделенија нашата генерација. Нешто за исто така во тој временски период, што ви оставило впечаток, вие сте генерација и сигурно имате некој спомен. Заедно бееме исто мало и кога одеме на школа, сите група тргнеме на школа, си победеме, немаше кој сега овие домашни радија, телевизори, тоа се беше по улицата, повеќе се имаше. Секој ден можно беше после школото да се игра фудбал. Да. И беше интересно, дрвен мост беше тогаш. И кога сега зимно време, ако доеше брегалница, нас не пуштаа порано да се дојдеме, оти не беше сигурен мостот. Ке падне мостот. Да, ќе го однесе мостот, ајде вика сите од Старо Делчево да си одат, да напуштат школото. А инаку прекрасни денови имаме од тие, памтиме. И тие генерации, така добра генерација излегоме после со средна школа и со сему, тоа беше добро. Што е специфично во тој временски период за Делчево? Значи, поголемиот дел на града е од таа страна. Да, Старо Делчево. Која година вие се преселувате во новиот дел на града? Они пред нас се преселуват, а ние се преселуваме 62 летото, 60 пред 63, значи трето деление од таа од Ново Делчево. И беше специфично што немаше мост на школа,
И или од тука требаше до доле да одиме, или по Габровче се спуштавме доле, па ја газат веригата, па идеме на школа да отидеме. Тој пат не постоеше сега што е за Бугарија. Таму тоа е познато како пругата, која иде од Чипала до некаде до пред град Миндол. Таа е за време на војната е правена, ама не се користеше. После искористија за пат да Делчево почне и Делчево Бера. Ето. Вие веќе почнахте да ми разговарате. Прво сте били во Облешево, па во Бело. Нешто малку за тој временски период пред Тој селбата. временски период, значи, тоа е најрана возраст. Ја не помнам кога сме били таму, сме били таму 6 месеци, таму во Берово. Во Берово малку како во сон, значи на 7-8 години, веќе кога доаѓаме во Делчево, затоа се слушам као Делчевец, Веќе во Делчево колку години од сте? преводеление, Преводеление, од да. преводеление, Делчево, после гимназија исто тука, правил факултет во Скопје, и тоа е прилика. Вашата генерација како се осеќаше во тој временски период? Вие печатоци за вашите соученици? Па за кој период? За до периодот 8 од одделение или прво до гимназија? 8 одделение. Да. Па до 8 одделение на мене ми беше прво почав со Методи учител, се викаше през мене, му се сеќавам. Син кој му беше Слободан и Данчо, Тодорка, а после полугодието Нада Апостолова. Да. Таа беше, значи. Цело време сте во Ванчо Праке? Цело време во Ванчо Праке, Да. во Ванчо Праке. А после 5, 6, 7 одделение, кои ви беа класни ученици? Класен ми беше Борис Сених. Борис Сених. Да наброите некои од наставниците во тој временски период, што ви предали биологија, историја, сеќаваш? Биологија, Бранко Јосиповски, и хемија исто ни предаваше, ни предаваше историја. Историја ни предаваше Димитар Мито. Имаше генерации. Француски ни предаваше Самиха. Македонски? Македонски ни предаваше во осмолетката Петар Панчовски, да. Петар Панчовски беше. Математика, мислам дека Зорка ни беше. Зорка. Понадимо. Добро. Сите беа една музичко сребро. Како беа наставниците во тогашно време? Па јас Односно према учениците? Јас стално нагласувам и ден денески, ако правиме на споредба во образованието, па друга споредба со универзитетски професори, тие стварно беа учители во права смисла на збор. Секогаш дотерани, секогаш облечени, секогаш избричени, машлосани, да го речем, значи, навистина беа пример во средината како треба да изгледа еден наставник. Строги? Строги, да, меѓутоа праведни. Праведно строги, не беше тука, значи, некоја селекција. Реков, во права смисла за прави педагози. Имаше што да научиме, еден од ја бих го истакол тука Борис. Во историја, тоа беше задоволство да го слушаш како он се движи, како раскажува, како пренесува тоа знаење. Исто и по хемија, Бранко Јосифовски, со практични примери, имаше воншколски активности, тогаш работев менео, тие пари што ќе се собереа, после се одеше на екскурзија во осмоделене, во Југославија. Значи, како ученици. Дека работехте? Во Сандански или? Па не, повеќе имаше акции соберани, сега колку ме служи сеќавање, собераме да кажеме семе од Багрем. Семе од Багрем, да. Имаше леј кај Ванчо Праке. Тука до Габровчица леј, тука се одгледуваше расат и така например. Значи се прибира средства за тие екскурзии. Готване, вие сте били спортиста. Сакам баш во тој период, во почетокот на осмолетката, вие сте учествували и на патронати, и на такмичења. Како е бил спортскиот живот баш во тој временски период, до 8 одделение? Со посебно задоволство ќе нагласам дека патронните празници во осмолетката, па после и со отварањето на гимназијата покасно,
практично тоа беше празник на цел град. Да не речем сите што има работа и на поле, и домашна, и остава, и на патронат се одеше. Пред да почеше патронатот, да речем утре, вечерта се одржуваа свечени академии, со хорови, со драми, дури и беше забрането присуство на учениците, пошто беше голем интерес кај граѓанството за да дојде на академијата. Дека беа спортските игралишта? Спортските игралишта сега Баш тоа е около Смолетка дека сте били. тоа е од позади сега на влезот на основното училиште Климент Охридски, од позади. Да. Па после тука никнаа некои бараки на Техносадот, не знам, дали после СИЗовите, други, трето, али тука Кои ви беа гости од другите градови? редовни гости на патронатите во Смолетките беа Берово и Виница и повремено идеа и од Кочани. Не знам, таму беа две основни училишта, не знам, нема факите за збор кои доаѓаа. Важно, повремено и од Кочани имаше. И стварно беше доживување кога беше градот беше толку жив. Луѓето се движеа, се играше фудбал, ракомет и одбојка. Тогаш кошарката некаде ја немаше малку покасно. Со отварањето на гимназијата, таму се направи прв пат кошаркашкото игралиште и така да таму почна тоа. Кој ви беше одговорен од физкултурците во тогашно време? Од физкултурците, таткото на покојни Никола Боински и покојни Деспот Филиповски. Ала? Не сакам нешто малку сега, баш што тој период дека сте били до Смолетка. Да ни опишете малку како сте вие преживували тој временски период на развој на градот, еве, например, за чешијата. Дали сте имали прилика со родителите да излазите, доколку време сте имали време да излазите, дали вие некој дозволува повеќе подолг временски период, чешијата како е ги дава, дали имало корзи во тој временски период? Да, тоа временски лето, нарочито лето од јуни месец некаде до септември, додека почна школската година, имаше корзо, кој тука баш беше во центарот, се одвиваше некаде од мостот до хотелот и се Сладкарницата. Да, и се правеа кругови, одредени број на луѓе од страната стојат, другите шетаат и така да, тоа се одвиваше некаде до 9 саат. Вечерта и после 9 саат, толку беше корзото, па и толку беше и времето порано. И шетачите си одеа и кибицерите. И кибицерите и шетачите си одеа. Вие бевте деца во тогашно време? Да, и бевме после и као средна школа, бевме се присутни. Пубертетли. Да, тука имаше ова ресторант. Прво ми беше до колку време ви беше дозволено отприлика да вие престојувате како ученици во тогашно време? Види, добро. 9 саат беше некоја граница. Киното беше тука, на кино се одеше, беше интересно. Киното беше многу убаво, со ложи, со партери, со балкон имаше горе. И одредени денови, имаше во петок, како се сеќавам, за жените имаше филм и тоаш децата одеа без пари на кино со жените, можеш да отидеш на кино. И така, животот се одвиваше. Сега малку беше построго за киното од школото, не дозволуваа многу да се ода и на кино, касно се беше, така да имаше и некои проверки, самото кино имаше проверки, кој оди, кој не оди, и така. Али тие денови така се памтат као добри денови. Ќе ве замолам, во тогашно време, рекли сте гимназијалец, имали сте прилика и покасно да останувате. Кои ресторанти работеа? Имаше ли кафани во кои можете да посетувате како средношколци или беше забранено? Гимназија не. Не беше. Забрано. Али вие имавте сепак увид. Чекавме да дојдеме матуранти за после да видиме дека дозволено. До колку саат отприлика како средношколци имавте прилика да излазите, да се шетате низ градот? Па добро, шетањето беше, како рекоа моите претходни соговорници, тоа беше корзото, ќе се едеше на кино и толку е, немаше друго место. И за време на средна школа, исто.
Средна школа исто, да. Исто. Средна школа со тоа што во средната школа имаше некакви забави, изразени преку другарски вечери, матинеа. Одржуваше се. Во гимназија, Се во гимназија. во ходникот. Може едно мало допълнение да го прекинам, брат ми. Имаше и специални дозволи за игранка во Монте Карло. И на отворено, и на затворено, ама тоа си беше со подпис од директорот и со одлука на Гимназијата на да, на Советот. Треба да се една Сакам разлика, треба да се прави. да ве попитам дали у тогашно време имаше ресторанти, кафенета да се ќавате кои беа активни во тогашно време, еве например хотел Белград сигурно е Белград беше, ама работеше до 8 сата вечер. а некои до покасно имаше Само работа. хотел. Само и Монте Карло. Да. Монте Карло. Монте Карло, таму една специфична група од населението. Двете липи беше кафана. Двете липи е покасно, да. Монте Карло. Сеќавате ли се за првото диско кога е отворено? Кој е временски период това и кој открили каде имаше во тоа диско? Видовме, меѓутоа ги знам основачите. Тука беше Ванчо Ашов Баке. Така да го надимо. Кире Златков. Тука Кире Златков. Кирчо Зајаков. Попознат. Имаше и од женските, и тој поп стварно беше студентски поп. Дека беше хубаво? Тој беше во Дом на културата. Стариот дом, од задна страна према Монте Карло. И многу убав од било кој аспект и убаво уредено со стари примероци од разноразни Дори многу пати на игранки, занаети. многу пати кога се одржуваа игранките, музика се пушташе од другата страна на јазот. Стариот културен дом се пушташе музика за на плочата, на летната тераса. Работеше диското? Имаше право? Па диското обично работеше, мислам дека беше во саботите, секој ден, пошто летно време секој ден работеше. Значи тоа ми беше збора пред малку, да се прави разлика за зимно и летно време. Летно време стварно беше велчево, да речем, следното празник. До 9 август, кога веќе делчето тоа време настапува есен во фигурото, така беше климата, и тоа до 9 август, сите празници, се тоа се одвиваше на еден организиран начин, жив, многу народ, студенти, ученици од страна, гости од страна, значи имаше сини вечери, другарски вечери, дали имаше жива музика, важно, имаше велчево навистина еден убав живот. На одмори ретко кој одеше во тоа време, повеќе се одеше по Брегалница, имаме еден базен импровизиран кај Стариот монопол таму и тука се одеше, така да и преку ден и вечерно време обавезно, али навистина Монте Карло со паркот до него, што представуваше едно прекрасно место за летен живот, рекреација и што уште не активности имаше од било кој аспект, да кажеме, на мене има така остав печаток, имам организирањето на Илинденските вечери. Се поставеа звучици на тополите, па ќе се договореа со црквата камбалите да бијат во 12 саат, цела вечер народ, тука се организираше, се одбележуваше, солдатари, шливри. Фала многу. Ботване, сега малку за малскиот живот да ни кажете, како деца, како млади луѓе, за разлика од денешно време. Како се бил малскиот живот? Вие како млади луѓе, мало е поклади, мало е дружење во... Това са били групации на млади луѓе. Како вие го сте го преживували тој период? Многу интересен, имаше некое ривалство меѓу самите мала, мада ние сме на многу мал простор, ама пак помали се делиме, што напомнахте тоа по клади. Скоро сите мали одевме по смрек за да се пали. И тоа се чуваше како очите да ги чуваше. Оти по клади иде на пролет, а свињите се колеа покрај 29 ноември и тоа, тогаш немаше кутика и што немаше дворот кочима. И тука ги савахме смреките, па дежураме, па чуваме, па едни од други крадеме,
Покрай другото имаше много интересни работи. Криенка, защото това сега за децата е непоимливо. Тия криенка игра се било видео на слънце. Имаше една друга интересна игра и Дук Пандур. По цяла нощ се бъркахме. Две групи. Две групи, едните, другите. Ама додека не ги найдеш тия от другата група, що се няма прекинуване. Некои ще еден и два са те фати. Мора да ги найдеш, кай се що си. И имаш и други интересни работи сега. Не знам како да кажа. Тия кизия, клиска, затова знам за чикарата, вика тия дълга магарица. Имаше игри по малото. Имаше ли судери помежду едно с друго малко, да се нещо скарате? Не, имаше ривалство, имаше, ама що е нормалното. Кой да се покаже по-добър. Футбол е кой по-голем куп ќе направи от смриката, огънът на кой ќе му биде по-голем. Това Виждам, тогашно време имаше ли тия прашки, ще се прашки. Защо се користея за тия прашки? Па се користе, а ние като деца си закажихме. Като на филм. Старо Делчо и Старо Ново Делчо, на Брегалница. Ловило да бъда срано са прашките ни от тая тук. И с лакови стрели, мечови, А от юг. Вие сте били в средно образование в Скопие. Сакам малкочка да ми разкажете како е било тогашно време и превозо и амбиентно да си дойдеш у Делчево по временските и како сте го това преживували вие како ценност? Да. От 68 година до 72 година бях в средна школа в Скопие. Се доаѓаше, от септември се одеше на школа, ако 11 октомври се погодеше во некој ден близко до неделата, можеше да си дојдеме. Ако не, тек на 29 си дојдевме, еден автобус одеше за Скопие и еден беровски автобус, важно од Делчево еден автобус одеше преку Биглата. Преку Биглата се одеше, зимно време, ако имаше снег, прво идеше джипот од општината да провери може ли да помине автобусот, патот не се чистеше, пато немаше ни средства тоа да се чисти патот. И немаше ни автобус, и првиот автобус кој дојде тука, го оставија на часијата, ја бев мал некаде, може не ни прво деление, и ние се радуваме тој автобус од озгоре што се ставаат багажот брз, автобусот со степеници позади, и се радуваме, чекаме да не возат од овде до атеше до ова, до кај што паркираат на автобусите. Радост, така се живееше. Немаше телевизија, првите телевизори дојда за време на земјотресот. После земјотресот, едни од тие првите и кај вас беше телевизорот, што дојде. Ние некаде 66-та година го взевавме телевизорот. Сега рачуните што е бил нашата забава. Ако не се организираме како деца сами, нашата забава тоа беше. Инаку после тоа се Имате ли некоја случка интересна, например, за израелски период и како сте преживјали да не сте заглавували некаде со автобус, па се Да, имаше еден случај со автобусот и заглави она и повеќе се расипа автобусот кај Биглата. А 15 за 6 тргнуваше автобусот од Делчево и чекај, не е ко сега телефони да идат, да дојде да прават ова, но и отидовме на едно место там во едно мало во Биглата на Коливо. Тоа баш се Коливо беше. И после тоа до 3 сат не може да не дојдат, не смеат да тргнат без нас, а тие беве 5-6 души. Ја покојни Јовица, Джорле, Јане Дуевски, и че тоа патуваме, знаеш се Скопје, и таму заглавиме на горе. Тоа беше некаде до 71 година. После 71 година го пушта и од таа страна автобус, те веќе немаше проблеми, да. Тука беше не асфалтиран патот. И една интересна случка на секое враќање во Грлана, село Грлан, имаше продавница, обавезно и бунари, обавезно таа му се правеше пауза. Пауза да се одмори, ајве го каде. И се патуваше, Делчево, Скопје, 4-5 сати се патуваше. Така беше времето. Сега малкочка од ваш аспект да кажете,
Сепак во тој временски период од 60-те до 80-те години индустријската револуција, што викаме во градот Делчево, е на највисоко ниво. Да. Како вие во тој временски период това го преживувате во Делчево? Многу голем број на фирми се отварат, многу голем број на население, преселба од село град. Од свој аспект да го кажете това мислим. Јас се сеќавам кога гимназијата се градеше. Да. 60-те години, се сеќавам на темелите, на местото на сегашната црквичка, имаше стара црквичка која беше срушена, пречи само тие што рушено не се знаат. Служеше како некои магазини за графични материјали, даски, галаби имаше многу таму. И мислам дека со отварањето на гимназијата веќе Делчево има еден друг тек на наставите тука, затоа што од сите места тука иде во школа, ретко некој како Стојковски овде таму на прстите ги изброи. Значи се што се случуваше беше тука во таа гимназија. Паралелно никнува фирми, која, кога е, што е, јас имам негде четено, има литература за тоа, точно се знае фирмите, Фротирка, Партизанка, ние конфекцијата си ја знаеме, Кожарата, па после Гобленка и сите тоа е еден подем, Делчево од било кој аспект, значи, и од урбанистички, и од културен агол, се има, стварно има еден неверојатен просперитет, подем и можеме да се пофалиме дека Делчево, јас стално ми вика по Скопје, ти да не те плаќа некој што го рекламира Делчево. И навистина че објективно да го гледам, навистина град на две реки, Брегалница, Гапошче се повеќе мостови, обколено со симпатични планини, пред се Голак, па Млајна од друга страна, од Слободијата, Малешево горе, Средна. Така да Делчево е стварно, Пијаничо е многу интересно место. Пред тоа Берово малку имало некој поголем подем, баш ради таа школа економски техникум било, доста делчевци таму завршили, и тоа викам со гимназијата мислам да има еден страшен подем. И после почнуваат овие Гоцеви денови да се организираат. Да, од тој аспект, Гоцеви денови, потоа се, па ние од гимназија имавме народен оркестар, забавен оркестар. Ја одев на хор секоја сабајле, Димитар Лузовски не спре од гимназија. Пред часове ние сме на хор. Одевме во сите места, во Каменица одевме, пак немаше, одевме таму горе преку Дранче, по некои ридишта, сто автобусите имаше една незгода, малку се тумаше автобусот. Па се одеше во Дработевиште, исто печаток ми има оставено одбележувањето на Разловачкото восстание. Ние од гимназија во почетокот на мај обавезно, јас армоника, гитара до мене, Багата Шошарата и други, и на импровизирана бина, меѓутоа народ се збира од сите страни, на клопи, на седнати, гледаат се одбележува, значи сите празници се одбележува. Кои оркестри у тогашно време вие како гимназијалци ги познавате, што учествувале во оркестар на гимназијата? Имаше во гимназијата, имаше забавени народа, јас бев еден од тие учесници со армоника. Тука, по моје сеќавање, беше Бранко Георгиевски на Славчота се братно, он на армоника беше. Да не заборавиме да спомнеме за музиката. Имаше во Смолетката, че 7-8 оделение, имаше во Делчево куќа која што имаше мандолина или мандол. Иванчо Сребров имаше таков оркестар мандолински, тамо не можеше секој или те бива или не те бива, нема така. И освоила и награди не се сеќавам. И хори имало сигурно. Хор, да. Реков, после хор во гимназијата, тука беше Димитар Лужовски, драмски секции. Тука не смееме да ги заборавиме. Имаше и при Дом на културата, имаше режисер беше Златков, Никола, Колепа Шапа. Режисер Новица Такив беше Чорбаджи Теодор. Ние гостувавме во Берово, во Русело, во Владимирово. Јас бях еден од глумците, спомена улога и на јас. Меѓутоа освоивме трето или четврто место во конкуренција во Македонија. Во Македонија, во Штип. Која година отприлика? Тоа значи отприлика ќе биде гимназија
трета, четврта година 68. тука. И глумци имаше тука, да не ги набројувам сите. Имаше дури една глумица, Кира се викаше, таа после беше професионален глумец на Почанскиот театар. Од тие полицајците. Кира се викаше, глумица. Тука живееше. Така да и во било кој дел имаше активност, значи и театар, и музички состави. Тоа не беа некои состави, да кажем, не беше ни опрема толкова, никој тоа. Обавезно настап ке се имаше на тие академии, брат Мишто ги спомна пред малку, настап еден неколку револуционерни песни, ке се кажат неколку пригодни збора, значи се одбележува. Меѓу денеска не се одбележува, не се одветен начин. Се одбележува, мислам, треба малку една поголема активност и да се негови патриотизам и Да ги спомнеме и свиждањата, да ги спомнеме на граница. Тие беа доживе тоа што тогаш овие сега што се прават нашите браќа од другата страна што не критикуваат, они беа затворени. И они едино тоа им беше шанса да се видат со нашите луѓе на тие свиждања. И бините имаше едното беше на Арнолдски гроб сегашен Премин, а другото на Црната скала. И бините беа од наша страна. И они чекаа кога почнеше Васка Илиева или Никола Бадев или Сариевски, они тоа се се испразниш, сите беа на бината тука. И слушаа. Немаше автобуси, се одеше со камиони и пешки. Трактори немаше тогаш. Тоа многу ретко беше и се одеше со камиони, повеќе се одеше од секоја фирма, стават во камионите позади клупи и идеш до таму, до свиждањето, се враќаш, беше интересно така. И тука кога идеа нашите овие оркестри да настапуват, па немаше кај да спијат. Па идевме по куќите, обезбедувавме место за спиење, нормално со надокнада, со плаќање тие работи, направиш список, па ги водиш, па после другиот ден идеш парите да им даеш на луѓето што ги примиле. А имаше многу, луѓе сакаа да примаат, тогаш имаше многу. Истото беше и за Гоцви денот. И Гоцви денот се одржаваше по 2-3 дена и доаѓаа многу од Скопје оркестри, хотелот беше со мал капацитет и мораше по куќите да се сместуваат. Доаѓаа големи, еднаш дури и филхармонијата доаѓаше тука, така да големи оркестри луѓе. Hvala vi mnogo. Тие малку едно од дополнување за тие свиждања. Значи, Македонија настапува реномирани ансамбли пејачи. Да кажеме, Танец, обавезно помиставаше пејачите. Прво беа Васка Илиева, Бадев, после Виолета Томовска. Да. И вечерно време има како генерална проба кај Смолетката Ванчо Праке, тука исто. На наредниот ден беа на самата граница горе. Јас сидам горе по чаеви, таа бина уште постои. Кај настапува. И интересно беше за тие настапи додека настапува Бугарија. Од другата страна. Ретко некој ги гледаше. Меѓутоа, ако ќе најавеа дека Вашка или Виолета Томовска, од сите страни. Горе мало сигурно изкара и Се беше организирано, а беше на еден рит, значи бината е доле, а цел рит околината е како на трибините си. Природни регишта. И тоа е многу убава гледка. Беше доста интересно да се бара беше радиостаница случајни и сега тој бара, тој го бара, таму и таму да се најдат по толку саат и да се знае, знаеш, кој оти гужва по неколку илјади луѓе на мал простор и не може да се најдат. И така да убави спомени имаме тие свиѓања. Малку Стојковски појаснуваше за патувањата Делчево. Тоа беа, да кажеме, ние у Скопје чекаме автобус недела, автобусот го чекаме 30 души, а внатре нема два патника. Ама за секој има пакет од тука. Делчево пакет, се носеше таму, секој чека. И не, се скромно, али на секој му се Многу малку се доаѓаше текот на годината, по неколку пати можеш у текот на годината да дојдеш. Дури си дешавало ако нова година, например, некој ден, да не можеш да дојдеш до новата година. Па автобус да не прави муабет.
овие шоферите толку беа према нас фини, нарошто према учениците, ако треба и 100 души ги качат во автобусот да ги донесат. Те нема Да, никој не остануваше, дори беровци како на кровките качат. Една анекдота, сега мислам да дојде, имаше еден професор од Джусика, Зденко Маркич, беше универзитетски професор, како за ветеринарна медицина, и кога ќе се видевме, сега е покој, нема јас да го четнам нешто, викам, ајде професора за патување. И обавезно ќе ми кажеше дека кога дошол во Кочани, не го качиле, него и некој од Русиново, зимно време, пешки вика, од Кочан до Делчево, Жиковино. И събрајале вика, кога станавме, тој у Русиново на нога беше и оди за Русиново. Да. имаше Да, држување. ви се кажа, да го попитам за това не. Во периодот на вашата младост, да направите на малечка споредба во врска со рекреацијата и спортот во која сте вие били како спортиста и сегашниот период од прилика. Имале додирни точки нешто или е сосема различно? Мисля дека нема и не може да има додирни точки. Можда Како малку вие, сум ја како спортиста, и пасивно споменај? однос на спорта, не знам што се случува во градот, Ваше време, ама тогаш во наше време пас сакам да се надобразам на други работи. Ден денеска имам во Берово, во Виница, во Кочани, по однос на тие дружби со патронатите и други спортски игри што имаме, до ден па и денеска, фудбалскиот клуб кога сте па и били, фудбалскиот клуб. Ја, као многу млад почнав, уште на старото игралиште, кај што е сега училиштето Ванчо Прке. Ванчо Прке, а после напреку дојде спрема полицијата и 72 година есента градскиот стадион. само една споредба да направите. Па не знам, интересот за спортот, за било кој спорт беше стварно огромен. Стварно огромен беше. Пред патронати секојаш се одеше на тренинг. Кој е за одбојка, кој е за мал фудбал, кој е за раковне. Деца имаше едно чудо, дури чекавме, кефти беше мерак од некој од постарите фудбалери да го се облече дресот, да го облечеш да трчиш малце на игралишето во дрес. За разлика од денеска. За разлика од денеска, не знам и кој е интересот, како е, што е, колку стручно се работи со Не тие добивате деца. никаков надоме сосема на што би имахте желба да спортувате. Ништо, никако. Многу пати. Ни убрегалници кога дека така. Ништо врегалница. Имаше после некој време се јавија спонзори, подпишуваа самоуправни спогодби со работните организации, нешто по некоја мала премија, награда, али тоа се символично било, не е тоа. Од срце си желба. Од срце, желба многу пати и ја од Скопје некојаш дојде, па дури нема пари да ти плати картата да се вратиш назад, пак под дома бараш од родителите да се вратиш. Мислам дека тоа денеска го нема и не може да го има. Сите бараат нешто. Хвала ви многу. Сакам на крај да ми кажете кратко по некоја реченица еден совет до младите генерации. Не само за Делчево, како градче, како град. Што би им препорачали на младите? Говорете. Па види, што би препорачале. Ситуацијата е таква, сега многу иселување има. Се иселуват младите, од една, од друга, од трета причина, не е битно од која причина се иселуват. Тогаш со таа разлика од тогаш, кај нас се враќаа, многу малку се иселуваа. Многу малку. И сега, градот не е мирен, градот не е тих, чист воздух има. Меѓутоа, малку финанската ситуација ги влече луѓето да одат у странство и ван Делчево, така да останува многу страшно што за неколку години нема да остане, јас што викам, светло кој да запали по куќите. Сите млади се иселуват, да се вратат тешко да се вратат. Таков е животот у цел свет, па и нас тоа не фати Делчево. Така да
Советот е да се враќат, ама неќе да се враќат, тоа е Мен да не ми повелеше, няма да те одговаря на тоа прашање. Повелете. Па полека. Полека јас, значи, пола мој век беше тука, повеќе ми беше во Скопје и се обидувам да некаква разлика да видим што може, како може. Бев активен во Скопје, да се пофалам. Бев член на македонските хималетски експедиции, дури би донесувал хималаите на пресувал с подписи сите. Во планинарството добар другар ми е Ракочевич Владимир, тој е еден познат адвокат, судија, меѓутоа и планинар, кој што на Андите ги изгуби неколку прсти од главното и стално му викав ке те носам за Делчево на некој планинарски марш и никако да го доведам. Меѓутоа го поканиле од Пехчево, кадејца планинарското друштво и ме викна во Скопје од мене и нешто ми рече, вика, ви не знаете шта имате. Значи, одговор на прашањето е, навистина не знаеме што има. Прекрасна природа, прекрасни стази. Значи не е само фудбал, брат ми, че фудбал да беше броено фудбал на времето, и тоа за некои спортови не треба да средства, пред се за аматерски. Да. Мислам дека нешто се случува, мислам дека има и официјално планинарско друштво, стручно, реков, не сум тој, меѓутоа мислам дека нешто се случува, тоа треба се поддржува, да се рекламира, има за се на кај голах, може да трки да се организира, финанси, ќе се најдат финанси, ќе се најдат, имаме се, само треба да го искористиме. И добро ми рече тој колега, вика, не знате шта имате. Хвала ви многу. Хвала многу разговор. Това се ќе го забележиме и да ви знаете тоа останало во историјата и покријаваме емисиите, ќе ги коментираме. Ако нешто ти текне друг пат, па може да седнеме, Нема проблем. Треба оди, да кажеме, значи, предходниот период, се стваруваше на тие академии, меѓутоа пред се на спорт. Академијата ќе поминеше настав. секој спортски И наредниот ден се правеа планови, знаеш, вие- кој со кој ќе игра. Вие кога пошлахте на игралишето што беше по гимназијата, таа генерација ракометната што беше како беше, немаше просто игла дека да фрлиш народ. Па ако се случише да има и фудбалски напад. Идат па на фудбал. Па, ама сите идат у број ден у Монте Карло или сите пијат по една-две ракински, некој не идеше дома ни да руча. Право на стадион. Или додека постоеше Првото и игралиште. женската ракометна екипа. И за неа И од нив припрејаваме. од таму, Значи, првото игралиште е на местото на почтата. Тука беше. Таму се играло и голем ракомет и најголемите надпревари кај што поштата сега беа за 25 мај или синдикални игри за 1 мај. И стварно народ имаше, додуши Делчево беше толку, 4-5 народ беше, секој со секој се знаеше, имаше соживеч, што викаат турците е смрфлак, ама Делчево си беше многу помаленко и многу посплотено. На момент брат ми спомна, треба да се спонзори. Спонзори има Делчево, доста фирми, само треба да поголема активност и оти да кажеме. Мене кога ме ставија председател на фудбалски клуб Локомотива од Скопје, немаше ништо. Немаше ни игралиште, немаше ни играч, ништо немаше. Да направи клуб кој што влезе во тогашната втора македонска лига. Па ги доведов дури играа тука со Брагалница. Па рече, седмо вика со какво автобусче маленко дојдеме тие од Скопје. Значи, од ништо може да се направи ништо. Хвала ви многу.